Јас сум Сара Милевска, дипломиран костюмограф, кој што веќе подолго време ќе користи основните традиционални техники, плетење, везење и ткаење, кои што ги користеле нашите баби во минатото за изработка на дизајни, на текстил, како и елементи кои што се користеле во интериерот, во облеката и слично. Денес ние ќе се задржиме на техниката ткаење, која што ќе ја прикажеме на еден мал основен рачен разбој, каде што ќе видиме како се изработува самиот текстил и ќе изработиме една мала дипличка, која што може исто така да се користи во интериерот, но можеме да ја користиме како апликација на одредени современи парчиња. За оваа техника ткаење на мал рачен разбој потребни се елементи како пред се рамката, основата или поточно разбојот. Тоа е рамка која што најчесто ја правиме 50 на 70 сантими големина, но може да ја прилагодиме спрема или нашите замисли и идеи. На самата рамка имаме поставено по два реда горе и доле шајки, кои што се наизменично поставени во цик-цак распоред на раздалеченост од 1 сантим. Потоа ни е потребна вуница или некој подцврст конец, кои ќе ни служат за поставување на самата основа на која што ќе го изработуваме самиот текстил. За изработка на овој современ текстил ќе користиме стар веќе источен текстил на ленти кои што можат да бидат во ширина по ваша желба. Имаме ленти кои што не се на отприлика 1 сантим ширина исечени. Должината на самите ленти може да варира од 1 метар, 2 метра, но да не биде предолга за да може да се користи и полесно да се изработи самиот текстил. Исто така потребни ни се ножици и потребен ни е чешел кој што ќе ни помогне за да ја направиме густината на самиот текст. Првиот чекор е поставувањето на основата, така што ја користиме вуницата или самиот конец кој што ќе го одбериме. Бојата зависи од вашите замисли, вашите идеи, вашата креативност. Ние во моментот користиме розова вуница. Почнуваме така што на надворешниот ред шајки го подврзуваме конецот. Секогаш гледаме да имаме простор од рамката бар околу 2-3 сантиме оддалеченост од самата вуница, од самата основа. Откако сме ја подврзале вуницата на горниот ред шајки, на надворешниот поточно, почнуваме да го повлекуваме конецот така што одиме кон долниот ред на шајки, исто така што правиме заобиколување на надворешниот дел на шајките, на таа што иде во исправец со горната. Продолжуваме наизменично да повлекуваме нити од самиот конец нагоре надвор, со тоа што ако првата нита ни била на надворешните шајки, следната нита на конец ни доаѓа на долниот ред шајки. Така ја правиме целата основа до крај на самиот разбој или до каде што сакаме да биде ширината на самиот текстил. Многу е важно при овој процес да биде самиот конец затегнат, но не премногу за да пукне, ниту па премногу лабав да биде. Затоа што колку е повеќе затегнат, толку е подобро за да може да се работи на него. Колку е полабав, толку повеќе се прави деформитет на самиот текстил. Откако ќе ја поставиме основата, многу е важно конецот или самите нити да ги спуштиме скроз додолу до самата рамка да дојдат. Кога ќе стигнеме до последната нита, ја обтегнуваме и околу последната шајка неколку пати правиме кругче со вуницата за да може да ја подврзиме. Го сечеме конечно на цеполова и подврзуваме. Со тоа ни е поставена основата, која што би требало да изгледа вака некако.
Пред да почнеме со провлекување на материјалот кој што го имаме спремено за да го изработиме самиот текстил или поточно хоризонталните нити, пред да почнеме да ги ставаме, многу е важно да напоменеме дека вертикалните нити одат, например, една горе, една долу, една горе, една долу. Наизменично ги поставуваме за да може да го привлекуваме самиот текстил. Не мора да значи дека мора да бидат една горе, една долу. Повеќе зависи од вашиот дизајн, вашата замисла, така да може да бидат и 3-4 нити горе, 3-4 нити долу. Може да бидат и 5 нити горе, 2 нити долу. Се зависи од вашата замисла и вашиот дизајн, кој што сакате да го направите. Во овој случај ние ќе одиме наизменично 4 горе, 4 долу. Почнуваме така што текстилот го ставаме под 4 први нити, потоа го ставаме од озгора врз следните 4 нити. Потоа одиме повторно од оздола на следните 4 нити, па одиме од озгора врз следните 4 нити. И така продолжуваме се до крајот на основата која што ни е поставена. Кога стигнуваме на крајот од основата, истата лента, ако веќе имаме нели доволно од неа, продолжуваме за вториот ред да го правиме, така што ако вертикалните нити ни биле претходно долу, сега одат горе, а горните нити одат долу. Многу е важно на крајот да не ја затегнуваме лентата скроз до крај, бидејќи ќе не се деформира самата основа или дошло од прилепна вака. Затоа е многу важно да оставиме да има простор околу пола сантим полабово, за да може да не ја изгубиме самата форма. Кога ќе стигнеме на крајот со вториот ред на текстилот, земаме најобичен чешал за да ја притиснеме втората лента према првата. Не е ништо страшно ако за почеток првиот ред ни се изместува, но треба да внимаваме да задржиме прав правец. Потоа продолжуваме со третиот ред, кој што исто како и вториот сега оде наизменично. Таму каде што сме биле долу, сега сме горе. Исто така може да се играме и со самиот дизајн, така што ако сме имале тука сина боја, можеме сега да одиме во овој случај со кафена, може да ставиме друг вид на материјал, така да имаме слобода да се изразуваме креативно колку што сакаме. Во случај ако лентата од текстилот заврши насред основа, во овој случај ја враќаме само назад на следната нита, гледаме секогаш да заврши долу. Земаме следна лента со која што почнуваме од оздола. Исто како да не се поврзани двете. И само продолжуваме до крај. Овој дел каде што ја продолживме лентата, само го подврзуваме позади. Не стегаме воопшто, само колку да биде изравнато. На крај овие чворови на крај овие ленти се сечат со ножици, но тоа го завршуваме кога ќе стигнеме до крај. На овој начин ја пополнуваме целата основа догоре, каде што исто како и долу ставаме околу 5-6 см простор за да може да се
извади од рамката. Така го добиваме нашиот дизајн на текстил кој што е традиционален и начин кој што го користеле нашите баби. На овој начин тие ги изработувале дидлите од стар текстил